Мултикултурно образование, ова е насловот на првата меѓународна научна конференција која започна денеска на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово во организација на невладината Лоја и Факултетот за современи општествени науки. Таа ќе трае се до 4 декември. Целта е ние заеднички да имаме една друга инстанца, едно друго ниво на контрола на стандардите кои ние сме ги успоставиле во рамките на овој проект, на оваа активност. Више не може да се нарекува проект, пошто постојано прераснува во нешто што влегува во сите институции као нешто облигативно. Така да со оваа конференција ние сакаме да го споредиме, да добиваме мислење, фидбек, не само од теоретски смисол, туку и од практични смисол, луѓе кои се практиканти на ваквите идеи, луѓе кои имали искуство во нашиот турбулентен регион од турбулентни времења, па и до сега. Така да се надевам на една отворена дебата, отворен фидбек, за да ние може заеднички да ги разгледаме сите наши досегашни постигнувања и да гледаме како може да се подобри ова војнина. Ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа, професор доктор Абдулменав Беџети, ја потенцираше важноста за дискусијата на ваквата тема. Па генерално, ако зборуваме на ниво на македонскиот образовен систем, поготово на високото образование, не би рекол дека постои друг универзитет каде што мултијазичноста, мултикултурноста се пресликува реално како што е општеството. Значи, ние генерално имаме едно мултиетничко општество, мултикултурно општество, но тоа не се пресликува во реалниот сектор, поготово не во високото образование. Конкретно, да видам уште по-конкретно. Значи, еден студент албанец кој студира во Кирил и Методи не може да полага на албански јазик. Или еден студент македонец дали може да полага на македонски јазик кај другите универзитети, зборам претежно доминантно албански универзитет. Зборам за јавниот сектор на универзитети. Така да тоа не е едноставно, поготово не во општества каде што се фрагментирани, каде што има големи предрасуди и каде што не само менаџирањето, туку и водењето се на таква институција многу тешко. Не мислам само од финансиски аспект, туку и од емоционален аспект, во општества како што е Балканот со фрагментирани и различити предрасуди, каде што имате од една страна фолклор патриоти, а од друга страна секој пат може да имате луѓе кои што сака да воведуваат голема толеранција, мултикултура, мултиетничност, мултијазичност, и тоа е со големи предизвици. Конференцијата ќе се одржува во мешан формат, онлайн и со физичко присуство.